Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Виспорт на програмата на канал Виз, во кој што поместуваме се она што е актуелно на спортски план во или поврзано со екипите од Струмичкиот регион, но и од југоистокот кои што се надпреваруваат во најелитните надпреварувања спортски во нашава земја. Секако дека пандемијата со вирусот COVID-19 негативно се рефлектира и во ова област, така што голем дел од мечевите или националните шампионати во нашава земја се ставени во мирување или пак се одложуваат одредени надпревари, а додека пак некои им воопшто и не се одигруваат. Така да беше скуден изминатиот викенд на спортски план, имајќи во предвид дека мечевите од првата и втората фудбалска лига на Македонија беа одложени, презакажени за следното првенствено коло, иако се уште нема официјална потврда од Фудбалската федерација на Македонија дека ќе се игра престојниот викенд. Слично и во ракометот пред се за мечевите од суперлигашкото ракометно надпреварување, каде што југоистокот партиципира со тројца представника, тоа се тимовите на Стрејон Радовиш и Младост Богданци. Единствено изминатиот викенд активни беа одбојкарите и одбојкарките, или по-конкретно вниманието го сврте настапот на Струмичкиот одбојкарски прволигаш и се уште актуелен шампион Џио Струмица, кој што се сретна со кипарска Омонија од Никозија и таму мораше некако ковид кризата да предизвика турбуленции во распоредот на двата меча. Имено одбојкарите на Џио Струмица во првиот меч одигран во понеделникот вечер или синоќа претрпеа пораз од 3:0. Вториот меч требаше да се одигра денеска, но заради карантинот и рестриктивните мерки кои што ги најавија Кипар и Грција и желбата да се вратат во нашава земја во соработка со Европската одбојкарска федерација се одлучи да не се одигра реванш мечот и Кипарска Омонија да биде представникот во осмина финалето од Челлендж купот, така што Џио Струмица се враќа со пораз од надпреварувањето во Кипар, каде што заради пандемијата двата клуба се договорија да се одиграт двата меча во Никозија. Значи, одбојкарите на Џио Струмица го завршија своето европско надпреварување во рамките на Челлендж купот, односно 16 финалето со Кипарска Омонија, каде што претрпеа пораз во првиот меч од 3:0 во сетови, додека патникот кој требаше да биде познат после вториот меч, но овој втор меч заради турбуленциите со ковид кризата се одложи. Од Џио Струмица информираат дека на тоа се одлучиле бидејќи се промениле сите летови од Кипар кон Грција и другите земји во порани часови поради целосното затварање во карантин на градовите во Кипар и Грција, со тоа и нивните аеродроми. Тоа значеше и откажување на денешниот втор реванш надпревар со взаем договор помеѓу нас, Омонија и одбојкарската Европска федерација со цел безбедно пристигнување на нашиот тим во Струмица, објави одбојкарскиот клуб Џио, кој вчера претрпе пораз од Омонија со 3:0 во сетови. Одбојкарскиот клуб Џио Струмица упати благодарност до Министерството за надворешни работи, Македонската амбасада во Атина, Грчката амбасада во Скопје, Агенцијата за млади и спорт, Одбојкарската федерација на Македонија и општина Струмица, без чија помош организацијата на ова патување во ваква ворена ситуација не би се случила, објавија од Одбојкарскиот клуб Џио Струмица, кои што секако дека во продолжение, односно повраќањето од Кипар ги продолжуваат мечевите од првата одбојкарска лига на Македонија, каде што се лидери, а веќе посериозен тест и го имаат мечот со тетовчани. Толку околу машката одбојкарска лига, каде што нашиот представник го заврши европското надпреварување, се селиме кај женската одбојка и таму корона кризата или пак вирусот COVID-19 предизвика турбуленции, веќе се играше третото коло изминатиот викенд, односно заклучно со синоќа, но делот од одбојкарските клубови само што дебитира или пак ја отворија оваа сезона. Таков е случајот со одбојкарскиот клуб Струмица жени, кој што гостуваше во Битола кај Пелистер волеј и каде забележа победа од 3:1. Тоа е меч од третото првенствено коло, прв за струмичанки, односно одбојкарките на Струмица жени,
токму поради ситуацијата со вирусот. Инаку и останатите три клуба во женски представници во одбојката ги почнаа мечевите во првото коло. Тимот на Македонија Макс и Наковски волеј се сретна. Тоа беше мечот кој што се одигра на 21 октомври, каде што Наковски волеј забележа победа од 3:0. Тогаш тимот на Струмица жени беше слободена. Виктор волеј требаше да игра со Работнички Скопје, но овој натпревар е одложен за 5 ноември. Во второто коло Струмица жени требаше да се сретне со Јанта волеј Кисела Вода, но и овој натпревар се одложи, па така Виктори волеј играше во второто коло одржано на 24 октомври, каде што ставеше победа против Ускарна со 3:0, додека Наковски волеј на свој терен ставеше победа против Јанта волеј со 3:0. Викендов, кој што заокружено со синоќа, се играше третото коло, каде што девојките на Струмица жени конечно ја отворија сезоната, и тоа со победа против Пелистер волеј со резултат од 3:1 во сетови, додека тимот на Виктори волеј ставеше победа против Бамикор со 3:0, а пак тимот на Наковски волеј беше поразен во Универзитет Тетово со 3:2 во сетови. Македонија Макс во ова коло освои бота во дуелот со УГД жени, додека пак во второто коло требаше да играат со Вардар жени, но и овој меч е одложен. Така што забележавте дека премногу мечеви од првото и второто коло се одложени заради корона кризата, и овие ќе бидат дополнително одиграни, и се надеваме дека конечно ќе добиеме една реална слика за околу случувањето во женската одбојка, каде што Струмица партиципира со 4 представника: Наковски волеј, Струмица жени, Македонија Макс и Виктори волеј. Толку околу одбојката. Минатиот викенд требаше да се случи првото фудбалско дерби, градско дерби меѓу тимовите на Академија Пандев и Беласица, но заради корона кризата и новите препораки од страна на владата, тие мечеви беа одложени како во прволигашкото фудбалско надпребарување, така и во втората лига Исток и Запад. Стартот на мечевите ќе продолжи се додека клубовите не обезбедат негативни ПЦР тестови за своите спортисти, односно фудбалери, или пак сите оние луѓе кои што се поврзани за и околу одржувањето на мечевите. Најверојатно престојниот викенд ќе се случи градското дерби помеѓу тимовите на Академија Пандев и Беласица. Тоа дефинитивно ќе се знае во текот на утрешниот ден. Најверојатно Фудбалската федерација на Македонија ќе обезбеди средства за изработка на ПЦР тестови пред мечевите од престојниот викенд. Ние минатата недела во минатото издание на емисијата Виспорт разговаравме со Југослав Тренчовски и Шефки Арифовски за и околу тоа нивните очекувања од оваа градско дерби и една кратка анализа, па предлагам да се подсетиме што кажа за првото градско дерби кои се нивните очекувања. Господин Арифовски, ведели уште еден надпревар од првиот круг мечеви на првата фудбалска лига. Го превзедовте сениорскиот состав на Беласица од пред 3 или 4 кола, ако не се лажам. Ваша оценка со оглед дека бевте во стручниот штаб за учинокот на Беласица досега? Добар ден до вашата телевизија, до вашите гледачи, посебно фудбалската јавност. Да, точно дека јас кормилото го презедов пред 4 надпревари. До тогаш исто така бех во стручниот штаб и што можам да кажам, од објективни и субјективни причини клубот влезе во такмичење во првата лига со многу проблеми. Млади играчи, неискусни играчи, можеби и недоволно искусни за да можат да го поднесат овој терет, и видовте у првите 6 кола стварно доживеавме нешто што се дешава, може да се деси во фудбалот, меѓутоа тоа за нас беше стварно една голем пораз и нормално е да дојде до ова, беше нормално дојдеше до ова промена, односно
колегата Ване Милков си поднесе оставка, иако млад, перспективен, сепак тој не можеше тоа да го издржи и така. Ало, избриши го. Океј, во ред, не е проблем. Избриши го. Дај поново. Значи, Не сакам за колегата да Добро, не сакам нема да проблем, зборувам. нема проблем. Да го повториме прашањето или овој дел за Ване Милков да го избришеме? Да, не, повтори го од почеток, повтори го. Јас не го споминаме дека он е си го цена младо е он ќе видиш. Океј, не е проблем, не е проблем. Да. Господин Арифовски ведели уште еден надпревар од првиот круг мечеви да се заокружи од првата фудбалска лига. Го превзедовте сениорскиот состав на Беласица од пред 3-4 кола, ако не се лажам. Да. Која е вашата оценка, иако бевте и во стручниот штаб и претходно, но сепак една ваша оценка за сите овие 10 надпревари од првата фудбалска лига на Македонија? Да, пред се да ве поздравам. Благодарам што се јавивте. И да поздравам вашите гледачи, спортската јавност во Струмица и пошироко. Па можам да кажем дека, како што сами гледате и од развојот на преварите како се одвиваат, првите 6 кола доживеавме 6 порази, последните 4 кола имаме 2 нерешени резултати со 2 доста јаки противника и 2 пораза у гости. Со тоа можам да кажам дека првиот дел го проминуваме малце можам да кажам Во криза со ли малку не голема доверба на играчите, не си веруваше толку во себе, тоа се ипак млади дечки, но сепак јас мислам дека они имаат повише квалитет од што мислат и од што го покажаа во првите 6 кола, така да мислам по последните 4 кола, а тука да ги вклучиме и двата купна превари со Росоман кој го добивме 5-1 на гости и со Брегалница Штипска, исто така солиден противник, ја елиминираме Брегалница со 1-0 во Штип. Можам да кажам дека екипата, иако не толку комплетна како на почетокот на првенството, полека се дигаме и полека почнуваат играчите да веруваат во себе си дека сепак можат рамо со рамо да се такмичат со останатите екипи. Факт е дека лошо се почна сезоната, но мислам со исклучок на оној меч со Силекс, сите останати некако нестрекно ги загубивте. Да, тоа сте во право. Освен овој надпревар со Силекс, можам да кажам дека несречно изгубивме 2 надпревари и тоа со доста добри противници овдека во Струмица. Мислам дека беше тоа Шкупи во 91-та минута. Така? Ни беше досуден пенал. И мислам и со Шкендија на наши грешки, така, индивидуални грешки ги изгубивме со 0-3 мислам, али одлучуваше сепак 2 грешки наши кои им овозможивме да со гол, не, така. противникот. Да? Исто така можам да кажам дека и на многу надпревари сме оштетени. Да го послушам само превод со Ренова, каде заслужено водехме до 95-та минута, секунди не делеаше од победа. Тоа ќе значеше многу нешто за нашите млади играчи за самопоуздање. Судијата сумлив пенал досуди, он е после казнет со неколку надпревари не судење, но од тоа ние ништо немаме корис. Така. Продолжуваме понатаму. Видовте и последниот надпревар, одигравме солидно, дадовме 2 гола, одигравме нерешено, можеме и да изгубиме, али можеме со малце повеќе среќа и да го добиеме надпреварот. Но тоа е, ние мислиме дека екипата вреди повеќе од што покажува табелата и нормално продолжуваме со работа и со уште повеќе работа ако треба да овака солидно го продолжим првенството. Очигледно дека има напредок во играта и резултатски, имајќи во предвид 2 нерешени исходи со екипи кои што се во врвот на табелата, но и купнат преварите кои што ги спомнавте. Може ли да се подобри од коло во коло до крајот на есенскиот дел Арифовски играта на Беласица? Јас сум сигурен дека ќе ја подобриме и ја подобруваме.
и уште повеќе можеме да ја подобриме. Само се плашам од повреди, од жолти картони и од нормално од болести. Еве само да кажам дека ние за периодот кога ги правевме овие резултати позитивни, да кажам, 2 победи, 2 нерешени, тешев направи со клубот или Да. што го одигравме, ние ги одигравме без 3-4 играчи. Имаме 3-4 играча секогаш болни, имаме повредени, имаме играч, тоа капитенот што не ни играше во Бажалци, што добие овој Милушев, што добие, го немаше на направо со Струга, Така. во Струга. И можам да кажам дека најпоследното што не погоди е тоа што и поред сите овие несреќи што не пратат со неиграње на играчи, еден од најдобрите, можам да кажам слободно, нападачи, Калановски, со 5 жути картони, ќе го изгубиме и ќе го нема за дерби напред. Тоа некако остави трага и печат последниот направа, освен што успеавме да одиграме нерешено со овој јак противник и 5 жути жолт картон на Калановски. Ќе ни недостасува многу на овој напревар, на следниот напревар со Академија Пандев. Меѓутоа, ние ќе се потрудиме и за тоа да најдеме решение. Знаете како е во фудбал, да се има решение. Така. Токму и следното прашање, играте веќе следното коло со Академија Пандев, прво градско дерби оваа сезона, два тима кои што се на дното од прволигашката табела, но сепак какво е расположението во таборот на Беласица пред градското дерби со Академија Пандев? Дерби како секој дерби побудува интерес. И јас мислам дека еве ги поканувам љубителите не можат директно да го следат напревод, но има сега услови и индексно се следи напревод. Секој дерби направен изнесен со емоција, посебно два градски ривала, каде многу играчи од Академија Пандев играле у Беласица, многу од Беласица играат сега во Академија Пандев, многу блиски пријатели сме. Ние како тренери сме били во Академија Пандев и од Академија Пандев во Беласица сме били тренери. Така да, тоа мислам дерби изнесено со многу емоции. Какво е расположението во кај фудбалерите на Беласица? Сепак се среќава, иако велите пријателство, но сепак ривалство на терен ќе има. Баш затоа што е пријателство и ривалство има уште поголемо. Најголемите пријатели се најголеми ривали во спортот. Така, да. Ние со една подигната атмосфера во клубот, позитивна подигната атмосфера резултатски, ние го чекаме овој напревар. Го чекаат и играчите овој напревар да се докажат. Иако знаеме дека и Академија Пандев има своји проблеми, како нас, сепак еве да кажем, фаворитската улога ја препуштам благо на противникот, меѓутоа ние секако ќе играме и да се покажеме во добро светло и на резултат. Рековте Калановски нема да настапи дефинитивно на мечот со градскиот ривал Академија Пандев. Останатите фудбалери, каква е состојбата, здравствениот билтен или пак со жолти картони? Ке го имали на располагање она идеална 11 играчи кој што сметаше шеф Кјарифовски? Јас мислам дека од овие играчи што преостануваат здрави, ќе веќе ги имаме 11 стартери кои ќе настапат на надпреварот. Ако не се деси некоја повреда на тренинзи или слично, и мислам дека сепак ќе најдеме доволно и ќе имаме доволни квалитетни играчи со кои можеме да се спротивставиме на Академијата, која сепак, иако можам да кажам повеќе у резултатска криза во квалитетот го знаеме на нивните играчи, и затоа реков фаворитската улога ја препуштам на нив, но ние ќе одиме
тоа да го елиминираме на самиот терен со игра, залагање и со, да кажеме, да се надаме и ние се надаме на добар резултат, така и на секој надпревар. Арифовски, само за крај. Оваа сезона и финишот од претходната сезона, дефинитивно фудбалот не е во вистинска смисла на зборот кога нема посетители на трибините. Колку ви недостасува како клуб да ги има гледачите на трибините, бидејќи ова градско дерби секако ќе привлечеше огромно внимание и ќе се наполнеше стадионот Благој Статов? Како е без публика? Да. Без публика овие 10 надпревари е стварно непријатно. Ние иако малце се и навикнавме, но сме стварно, не недостасува публиката, не недостасува оно на секој, не само нам, на секоја, за збориме општо за фудбалот у Македонија, не само на нам, него недостасува публиката да го покрене клубот својот клуб, да го покрене, да го поддржи, да го едноставно му даде сила, што вика како 12 играч, али тоа е што е тука, се навикнавме го у некои моменти тоа и да го примеме како нормално, но сепак морам да кажам дека не само тука кај нас, и во другите градови, многу луѓе сакаат да влезат, али поради овие прописите не можат да бидат пуштени надпревар, али ето, еве сега ги поканувам, реков, ова дерби да се гледа не може директно, али може индиректно преку овие сега што ги имаме. Така, каналот на Фудбалската федерација на Македонија федерација, и тоа можат да го пратат на преварот, па и да мислам дека и да уживаат во еден добар квалитетен надпревар, каде што се надеваме дека ќе биде неизвестно. Еве, јас порачам нека биде фер, нека биде коректен, нека биде неизвестен, квалитетен и нека победи подобриот, или како се вика у фудбалот, некојаш и посрекниот. Тренчевски ведели уште еден надпревар од завршувањето на првиот круг мечеви од првата фудбалска лига. Го превзедовте сениорскиот состав на Академија Пандев од пред неколку кола, но ако направите едно резиме, има ли место за задоволство кај стручниот штаб, па и лично кај вас, со оглед дека сте еден од столбовите на Академијата? Па вака, значи, малку ќе биде неискрено прашањето, ако ви одговорам дека има задоволство, значи одговорот ќе биде неискрен. Факт е дека нема задоволство од сето тоа што е постигнато во изминатите 5 надпревари. Значи, ние го преведовме тимот од 500 коло, сега заврши 10-то коло и факт е дека не сме на потребното ниво. Дефинитивно имаме големи проблеми. Затоа можеби влијание има и не така далечното минато, селекцијата и костурот на екипата кој што ете самите ние ја направивме, но дефинитивно погрешивме во одреден избор на играчи, во селекција, значи вината ја преферам целосно на наша страна. Како и да е, можем да кажем дека овој тим на Академија Пандев во моментот поседува потенцијал, но капацитет е тоа. Значи дефинитивно треба да се работи на усовршување и на подобрување на капацитетот. Потенцијал секој дека поседува, има младост овој тим, има и искуство, но дефинитивно резултатите не одат во наш прилог. Би се надополнил, иако не сум фудбалски стручњак, игра има, но реализација на акциите не. Далеко од тоа дека имаме некоја препознатлива игра, се уште ја градиме. Ја градиме таа игра, ние во последните надпревари, 4-5 надпревари, освен во надпреварот со Шкупи и со Шкендија, ајде да кажем, доминиравме во тој посет, но посетот е целосно на наша половина, значи немаме доминантен посет, сето тоа се одвива во нашата прва и втора зона и мислам дека мораме да работиме малку повеќе на компактноста на линиите и спојот помеѓу втора и трета зона. Дефинитивно не сме на потребното ниво, променивме и неколку формации, се обидуваме да ја најдеме идеалната формација, но пак ќе кажем, реализацијата е очајна, значи слаба, не дека премногу влегуваме во шанси, меѓутоа на секој надпрев има по една-две шанси кои што не успееме да ги реализираме. Како и да е, пак ќе кажем, ние играме, последот е во нас, но противникот секој пат ги освојува бодовите, скоро секогаш.
Може ли да се подобри играта на Струмичани во наредниот период до крајот на есенскиот дел, господине Тренчовски? Секако, значи ние затоа се нафатив јас, значи за да си помогнеме обострано клубот и јас нормално свесни сме дека можеме повеќе, пак ќе повторам, ние имаме потенцијал, но мораме да го зголемуваме и капацитетот. Јас мислам дека има простор доста за работа, за напредок и мислам дека во иднина би требало да даваме поголеми и подобри игри. Во секој случај се чувствува една психолошка криза во самиот тим кој што е навистина проблем, затоа што и тимот е составен од млади играчи кои што нормално, значи не можат да го понесат тој товар и битката за тој, да кажеме, опстанок, а ние сме во многу незавидна ситуација и мислам дека повеќе треба да работиме на психолошки план, нормално да не ги изоставиме тука и балансот на техничко-тактичкиот план со тој психолошки, но мислам дека престои напорна и тешка работа за да излеземе од оваа криза која што е, да не речем, веќе континуирана последните 4-5 месеци. Да не е се така црно, сепак обезбедите пласма во четвртфиналето од купот. Така е, единствено светло што се случи во овие 6 надпревари од кога ние го преземавме тимот е, ајде да кажеме, пласманот во четвртфиналето и победата над Вардар. Нормално тука е и победата над Силекс и нерешениот резултат со работнички во гости, но далеко од тоа дека сите тие резултати даваат позитивна вибрација. Ние се што сме на предпоследното место на табелата и место кое што води во понисок ранг. Следното коло се среќавате со Беласица, градскиот ривал, бидејќи Струмица оваа сезона има 2 прволигаши. Какво е расположението кај пандеци во пресрет на првото градско соочување? Па, нормално, како и секој напор, во секој случај тоа е, значи, дерби кој што нормално секој пат овие дерби надпревари ги одлучуваат нијанси, моменти. Јас очекувам тврд напор кој што шансите се 50-50 и без разлика што ете и на Беласица не и цветаат рози, премногу добро се познаваме и мислам дека ќе одлучуваат нијанси и моментална инспирација. Тимот кој што ќе биде повеќе мотивиран, мислам дека има поголеми шанси да го добие овој натпревар. Нормално тука треба да се завршат и сите финеси околу тактичкиот план. Во секој случај не очекува на вистина тежок натпревар како што биле и тие во минатото, значи не очекува тврд натпревар, неизвесен и шансите се 50-50. Ги има ли на располагање Југослав Тренчовски сите фудбалери на кои што типува за да излезе против Беласица? Значи, поради повреда ќе недостасува Кире Марковски, кој што се врати, одигра 2 надпревари, па се повреди повторно, значи, исто така поцрвенетиот Трапановски. Се уште е дискутабилна ситуацијата со проблемите кои што ги има со нервис шијадикус Марио Маслач, но овие двајца, значи Марковски и Трапановски дефинитивно ќе отсуствуваат, за Маслач ќе се одлучува пред самиот натпревар. Останатите? Останатите се овде на располагање, ги имаме сите настрои и се надевам дека ќе биде се во најдобар ред со другите. Забележувам дека типувате претежно на млади фудбалери и на резервната клупа. Значи ли тоа дека може да изненадите со составот во мечот против Беласица? Па не би требало да има поголеми изненадувања, затоа што тоа е ростерот на тимот. Ние на секој надпревар почнуваме со 4-5 играчи под 21 година, всушност тоа е ростерот на тимот, почнувајќи од голманот Николов во везната линија, нормално тука се Крстевски, Талаков. Дефинитивно нема да експериментираме, затоа што, пак ќе кажем, бодовите се неопходни и за едниот и за другиот тим. Се респектираме меѓусебно, премногу добро се познаваме и ќе се обидиме во моментот што имаме на располагање и што е во моментот најдобро тоа да излезе на терен. Тренчовски, пандемијата дефинитивно даде еден нов терк на работите во фудбалот и се игра без публика. Какво е чувството? Едноставно дршката ја нема од посетители. Единствено што можем да кажем, ако има барем малку позитивно нешто од сето тоа, иако дефинитивно повеќе има негативни фактори, позитивно тоа што се обидуваме да играме, без разлика што не знам колку сте запознаени. Ние имавме околу 5-6 случаи на активни фудбалери кои што беа во самоизолација, нивното враќање во тимот оди доста напорно и тешко. Дефинитивно остава последица, но ние ќе победиме и ќе победиме ова болест единствено ако го доиграме првенството до крај. Јас бар така размислувам, инаку не е иста, значи сатисфакцијата кога покрај себе ги имаш, да кажеме, тие иако се малобројни, но верни навивачи кои ти даваат поддршка. Друго е, значи, кога се игра без публика, но што е тоа е,
да бидеме оптимисти, да што велат да ги почитуваме мерките за заштита и да се обидеме, ќе бидеме навистина големи победници ако го доиграме првенството до крај. И само за крај, со оглед дека сте во моментов шеф на стручниот штаб, ако сега ве прашат дали би ангажирал уште 1 до 20 фудбалери на везната линија во напад? Апсолутно, значи не само 1 до 20, во размислување сум доколку останам во стручниот, како шеф на стручниот штаб во тимот, да направиме повторно една мала реконструкција, затоа што, пак ќе кажам, ние имаме свое влијание, но и некои претходници имаат свое влијание во однос на селекцијата на играчите. Имаме играчи кои што се дуплираат на одредени позиции, но дефинитивно неопходно е барем 1 до 20 играчи во средната линија, во везната линија и играчи од шпицот на нападот, додека оние кои што се повеќе на страничните позиции би можело да ги редуцираме. Одложувања и прекин во првенството има и во суперлигашкото ракометно надпреварување согласно препораките од владата за заштита на населението од коронавирусот, каде што ракометарите ќе мора да обезбедат негативни ПЦР тестови 72 часа пред одигрување на мечевите. Заради усогласување со новите препораки, изминатиот викенд не се игра суперлигашки ракометни надпревари во групите 1 и 2, каде што партиципираат трите прволигаши од Југоистокот, тоа се тимовите на Радовиш, Астрион и Младост од Богданци. Почитувани со препораката да се чувате и да носите маски на отворено, ви посакуваме пријатна вечер и останете со програмата на Канал Вис.